Се враќаме на клупскиот фудбал по двонеделна пауза поради репрезентативните опрски. И не можеше да посакаме подобро враќање на клупскиот фудбал. Дерби до дерби. Премиер лига. Манчестер Сити Ливерпул и Ньюкасл Манчестер Юнайтед. Бундеслига. Бајер Мюнхен Борусија Дортмунд, Серија А Наполи Милан и Лига 1 Пари Сен-Жермен Лион. Со што да почнеме? Па со најинтересното. Премиер лига. Во сабота денот ќе стартува со последните шампиони на Англија, Ливерпул и Манчестер Сити. И сега да беше надпреваров минатава сезона ќе речевме дека е битка за титула, ама оваа сезона не е ниту блиску до тоа. Ливерпул очаен, Сити под просек. Ливерпул се бори за пласман во Лига на шампиони и секој бот им е важен. А Сити заостанува 8 бода од Арсенал, но има и надпревара помалку. Главното прашање е дали ќе игра Халанд или не. Влече некоја повреда и не играше за Норвешка во квалификациите, но има шанси за настап. И пазете сега, не играше, ма беше во центар на внимание. Главна вест е дека Халанд доби казна од англиската полиција поради сообраќаен прекршок. Норвежанецот возел и го користел телефонот, што е спротивно од прописите во оваа земја. И ке нас е спротивно тоа. А знаете колка е казната? 200 фунти. Па добро бе, за една минута ги прави тие пари Халанд, што толку прашина се крена за ова, стварно не ми е јасно. Како мене да ме казиле 20 денари. Ја бодови се пишував, тој ка важеа бодовите, се и тие ги кинаа, мислам, не знам. Да се вратиме на дербито. Сити е фаворити, дали игра Халанд или не, ја мислам дека ќе си тепа на надпревар. Најувам за Ливерпул, ама мислам дека ќе биде 2-1. Остануваме во сабота, но одиме во Германија. Дер класикер дерби. Бајер Мюнхен, Борусија Дортмунд. Ова ќе биде битка за титула. Моментот е дека Бајер Мюнхен има нов тренер. Како го сменија Нагелсман, не знам, као преку ноќ онака. Немаше ни најава, немаше ни муавети за тоа, ништо. Кермасха работа. И сега Тухел, нов тренер е Тухел. Треба да стартува против Борусија Дортмунд, против вториот најдобар тим во лигата. Ако стартува со победа, може му тргне. Не ми јасно како го смени, онака, тој беше шок. Ајде име Тухел како ќе почне. Ја очекувам дека ќе почне со победа, ама ќе видиме. Разликата на табелата е 1 бод во корист на Борусија Дортмунд и кој тепа на овој надпревар ќе биде многу блиску до титулата. Очекувате голови, ако ја погледнете традицијата на меѓусебните дуели, треба да чекаме голеада. На последните 7 средби паѓаат голови на двете страни, не само по еден гол, туку имаме резултати од типот 2-2, 3-2, 2-4, 2-3, 2-5, не знам, така нешто. Значи, ефикасност до максимум. Ќе биде јако. Бајер изгуби од Леверкузен минатото коло, а Дортмунд му даде 6 гола на Келн. Бајер е поблиску до победа, ама мислам дека ќе биде нерешено 2-2. Одиме во недела и пак во Премиер лига. Не е некој дерби, ама ќе биде интересно. Ньюкасл Манчестер Юнайтед. Интересно е тоа што според букмекерите Ньюкасл е фаворит. Можеби стварно е, не знам. Ньюкасл беше во слаба форма во изминатиот период и падна на 5-то место на табелата, а сега во Лига на шампиони. Сега врза 2 победи поред. Манчестер од друга страна беше во добра форма, ама сега на последните 2 надпревари има пораз и реми. Ќе биде неизвестно, но без многу голови. Ништо чудно мечот да заврши 0-0. И во Франција има добар надпревар. Пари Сен-Жермен Лион. Еден добар надпревар. ПСЖ веќе шампион според мене. Има 7 бода повеќе од Марсеј, а тоа за во Лига 1 е многу. Сега загубија минатото коло од Рен и тоа на домашен терен со 0-2, ама мислам дека тоа нема да значи премногу. ПСЖ си е ПСЖ. Лион сезонава е најголемото разочарување во Франција и се наоѓа на 10-то место на табелата. Имаат мали шанси за пласман во Европа. Уствари за такво нешто им треба чудо на некој начин. А нема од лош тим. Тоа е. Очекувам ПСЖ да се врати на победите. Мислам дека ќе биде 2-1. И последен меч за ова видео. Дерби во Серија А. Може би еден од најинтересните надпревари викендов. Наполи Милан. Ово уствари е надпревар помеѓу актуелниот шампион Италија Милан и веројатно новиот шампион Италија Наполи. Милан влезе во очајна форма. Порази од Удинезе и Фиорентина и реми со Салернитана на последните 3 надпревари во Серија А. Наполи си гази и во Италија и во Лига на шампиони. Чекај! Лига на шампиони, значи да застанеме малце на Лига на шампиони. Овој надпревар е усвари генерална проба за четвртфиналето во Лига на шампиони, каде што играат Наполи и Милан. Мислам дека Наполи ќе тебе и сега, а ќе го помине Милан и во Лига на шампиони. Елмас, дали Елмас се стартува или не? Секој надпревар на Наполи исто прашање. Ќе игра сигурно, ама дали од почеток или ќе влезе од клупа? Дајте играјте го старт таман веќе. Сакам да го видам во првиот тим, но ќе видиме. Како иде, дали Елмас игра или не, Наполи мислам дека ќе тепа. Очекувам 2-0.
Тоа е тоа, топ викенд. Дерби надпревари во сабота и во недела. Тука се одјавам, следете не ќе има новости во BMG Спорт за многу брзо време. И следете ги шорс видеата. Ајде, чао!